Раздвижено и во предпразнична атмосфера поминува во Гостивар последниот ден од 2021 година. За разлика од лани, многу повеќе печалбари решија да ги минат празниците во родниот крај. Најголема фреквенција на луѓе и возила има во централното градско подрачје, кое годинава, иако скромно, сепак е украсено во духот на новогодишните славја. Граѓаните ги прават финалните подготовки за дочекот на новата година. Најголемиот дел од оние со кои поразговаравме, рекоа дека вечерта ќе ја поминат во домашна атмосфера со најблиските. Причината зошто одбираат помирна домашна прослава отколку кафеанска се врзани со пандемијата и финансиите. Прославите новата година? Па со фамилијата дома. Каде ќе одиме? И сега имат болести тие вама да се чувам мало и така. А каква беше за вас 2021? Па како ќе биде? Катастрофа. Зошто? Па болести, протоколи, ово, сиромаштија. Тоа е све. Што посакувате во новата година? Па посакувам да бидат подобро, мислим, ами се надевам да бидат подобро. Али пак не зависи од нас, и од политичарите зависат. Иначе, ако не, економијата не чини кај нас многу лошо е. И за младите. Тие што завршија факултет, школу, сите бегат. Сите. Ја еден сен имам, заврши факултет, сега ќе оди Германија, тој без работа. Каде ќе ја прославите новата година? Па моментално сега, како да кажам, уште не сме, планираме вечерва или утре ќе или некој ресторант, зависи каде каква музика ќе биде тоа. Или домашни амбиент. Значи со семејството и пријатели? Да. А каква беше оваа 2021 година за вас според? Па за нас тука, како да кажем, не сме биле во Швајцарска. Во Швајцарска ја не сум ни осетил никако е, ништо е работа, дома, ни пандемија, ни ово. Стварно малку криза сме имали со маските, со ово. Вакцините ги имаме, тоа. Кои ви се желбите за новата година? Само пандемијата да заврши ово. Другото све ќе дојде. Само ова забрана да заврши, да бидеме слободни, не да се маскираме вака, да не се познаеме еден со други, да се плашиме, да се загрлиме. Како ќе ја прославите новата година? Па добро, добро. Мислим со жена, али као свака година што е. А дојдени сте Од Швајцарска, да. Гостивар. Каква е атмосферата пред новогодишната? Па добро овде, али мало треба чисточа нема. Тоа е најболje. Овде нема чисточа и нема паркинг во Гостивар. Тоа е најпроблем што видим ја. Друго не знам. По што ќе ја паметите 2021 година? За корона. Корона е било превише луѓе што се умрели и тоа е. Тоа е тоа. А кои ви се желбите за новата година? Па желба е економија да биде добра, да има народ леп, да се промени мало Македонија, да биде, например, добро политичари. Тоа е. Тоа е тоа. И по што ќе ја паметите 2021? Каква беше? Сега што му реков, ја за мене добро. Реков дека младината да остане овдека, да не оди надвор. Сега дошле овие печалбарите, тие до 2 недели ќе си одат. И после останаме само ние старите овде. Кои се желбите за новата година? Е тоа ти рек, што ти рек. Младите да останат, работно место да најдат, овие што се овдека, тоа е. Друго, не знам. Никако дома. Зошто? Па зашто има корона, сега е страшно. Дома, фамилиарно, со малите. Тоа. Каква беше годината за вас 2021? Па тешко за малите. Големите поприлагодливо, за малите тешко. Зошто Дома. беше тешко за децата? Па дома. Многу отсуствува од школа, од активности, од дружба. Им не достигаше. Многу. Кои се желбите за 2022? Здравје. Најважно од све здравје. А зашто сакате дома да славите или заради пандемијата уште се плашите да не? И пандемијата, и со малите да си бидеме. Сите сме од друштвото фамилиарно со мали деца, така да и сите така ќе бидат. Па дома. Зошто останувате дома? Па зашто немаме можност за надвор, многу е скапо. Не стигнува ли? Не стигнува, да.
А по што вие ќе ја паметите 2021? Pa Поарно или полошо? pološo. Кои ви се желбите за следната година? Pa da bide podobro, da se ima zdravije, to работа да се има. Во очи новогодишната ноќ и останатите празнични денови, лекарите излегоа со препорака за умерено конзумирање храна и алкохолни пијалоци, за да се избегнат алкохолни труења, инциденти и сообраќајки. Особено внимателни да бидат хронично болните и редовно да ја земаат пропишаната терапија. Полицијата пак советуваше оние кои ќе отсуствуваат од домовите да се воздржат од ставање фотографии по социјалните мрежи, оти тоа практично значи помош за кратците. Апелот е и да не се користат петарди и друга пиротехника кои може да предизвикаат опасни последици.